Интернет компанијата Yahoo, поддржана од матичната компанија Apollo Global Management, изрази намера да го купи веб пребарувачот Chrome, доколку федералниот суд му наложи на Google да го продаде, како мерка за ставање крај на нелегалниот монопол, изјави висок извршен директор на компанијата. Се проценува дека цената на пребарувачот може да достигне десетици милиарди долари. Инаку, Yahoo беше доминантен пребарувач на почетокот на милениумот, пред Google да го преземе тронот. Кина соопшти дека ќе го намали прагот за поврат на данок за странците што ја посетуваат земјата, во обид да се зголеми потрошувачката, додека Пекинг се обидува да компензира дел од штетата од трговската војна. Туристите кои потрошиле најмалку $27 истиот ден во истата продавница ќе имаат право на поврат. Претходно минималниот износ за поврат на данокот беше скоро $69. Максималниот износ на можноста за поврат на данок ќе се зголеми на $2744. Оливие Икс, по потекло од Босна и Херцеговина, кој е осомничен за убиство на верници во џамија во Франција, се предаде на полицијата синоќа во Пистоја, град северозападно од Фиренца, Италија. По тридневна потрага, главниот осомничен за убиството на верниците во џамијата Гранд Комбе се предаде на италијанската полиција. Тој моментално е испрашуван во притвор. Оливие Икс е осомничен за убиството на Абубакар Сисе, млад малиец, кој беше масакриран со десетици убодни рани во петок, 25 април. Јода е еден од најомилените вонземјански ликови во филмската историја, а тоа делумно се должи на необичниот начин на кој зборува. Најголемиот учител е неуспехот. Се уште имаш многу да научиш и кога ќе имаш 900 години, изгледај толку добро што нема да изгледаш. Сите тие го демонстрираат уникатниот начин на формулирање на мислите на Џедај мајсторот, како што ги изговара легендарниот Френк Ос, шармантно неповрзани и надвор од редоследот. Креаторот на Војна над звездите Џорџ Лукас го коментираше овој конкретен аспект на ликот на Јода на годишнината од прикажувањето на империјата го возвраќа ударот, каде што објасни дека е создаден за да се осигури дека длабоките пораки на малиот вонземјанин навистина допираат до публиката. Средбата меѓу Доналд Трамп и Володимир Зеленски зад сцената на погребот на папата Франциск во Рим веќе е означена како историска. Сепак, некои медиуми го покренаа прашањето кому му е доделена третата столица. Како што објави британскиот телеграф, разговорот меѓу американскиот и украинскиот претседател бил необичен дипломатски момент, бидејќи тоа бил првиот директен разговор меѓу двајцата лидери по напнатата прва средба во Белата куќа. Оваа средба, која започна во базиликата Свети Петар, би можела да го означи почетокот на нова насока во мировните преговори меѓу Украина и Русија. Според информациите од Белата куќа, разговорот бил многу продуктивен, а Зеленски го опишал како потенцијално историски и клучен за постигнување сигурен и траен мир во Украина, пишува британскиот весник.